На нешто повеќе од еден месец пред почетокот на жетвата на оризот, екипа на ТВ Кочани направи обиколка на дел од полињата засејани со оваа култура. При тоа може да се забележи дека на поедини површини оризот постепено пожолтува, што значи дека е во фаза на зрење, а на други дека се уште е зелен и ќе му треба повеќе време за да ја започне последната фаза на вегетацијата. Кочанското бело злато се наоѓа во последната фаза од вегетацијата, тоа е зрењето. Полињата полека пожолтуваат, што значи дека земјоделците полека можат и да се подготвуваат за жетвената кампања. Состојбата со оризиштата во Кочанската котлина е различна, на некои места земјоделците се фалат дека го очекуваат мощни солидни приноси, меѓутоа има и такви кои се жалат дека поради болест дел од оризиштата не можат да извадат ни до 20 до 30% од родот што го очекуваат. Овие снимки кои ги правиме во атарот на селото Прибачево покажуваат дека оризот е во добра напредна фаза и дека овдешните земјоделци можат да се надеваат на мощен добар род и добар квалитет. Летово земјоделци од повеќе реони се пожалија дека се појавиле болести кај оризовата култура која ги суши стеблото и класот, што значи сериозно намален род. Токму поради поплаките на голем број земјоделци, особено од селата Мојанци, Подлог, Чифлик и други, дека оризовата култура во нивните атари е нападната од болести кои ќе го десеткуваат производството. Денеска стручен одговор побаравме од Добре Андов, доктор по земјоделски науки при Институтот за оризство Кочани. Има доста проблеми, се појави оваа година кај некои парцели, значи во почетокот, односно во фаза на братимење одредени проблеми, има болести, има појава на болеста перикуларија оризе, има појава и на други болести, меѓутоа не е тоа така масовно кај сите оризопроизводители. Примерно, ако има појава на болеста пламеница или перикуларија оризе, се манифестира со појава на голем процент на бели метлици, така наречени земјоделци така ги викат бели метлици, односно дојде до прекинување на дотуро на хранливите елементи од корено према метлицата, така да иако метлицата е оформено, завршено е цветањето, после тоа се врши прекин на некој дел од стеблото, да речеме, и после не се налива зрното и метлицата е празна. Тоа, ако има такв голем процент на метлици кои не се налиени, односно нема оформено зрно, иако оформена самата метлица, тоа се одразува на принос. За Драги Серафимов, оризопроизводител од Оризари, сите проблеми се поврзани со наводнувањето и навремената сеидба. Една од битните фактори е навреме за сеење на оризот. Кај нас јас потекнувам тачно од Оризари, од површините на оризовото поле, имаме површина околу 160 хектари во нашиот атар. Сега во тој дел се површините кои се засејани од 15 април до 1 мај се релативно добри, пошто имаме ново поле, чисто не е фатено со ланската болест. Така да се надеваме дека таму во тај дел ќе имаме подобар приход и се надеваме дека ќе имаме успешно созревање на оризовата култура. Додека ги имаме посејано после 15 мај дел од површините, тие се зелени, таму рентабилно ќе биде процентот на оризот на квалитетот ќе биде сигурно помал. Така се сведеме на сето тоа од организацијата на водостопанството и кога не стига водата во самите површини. Во другите делови, гледајќи го полето во опсег земано цело Кочанско поле, сега имавме малку дел за да видиме што се случува по самите површини. Има доста дел зафатено со болеста. Пред се должи мое видување и консултација со луѓето што се бават професионално со оваа дејност. Недоволно координација, некоординираност меѓу водостопанството, меѓу оризопроизводителите и институциите што го застапуваат оризопроизводството во нашиот атар. Сепак, генералната оценка е дека годинава е поволна за оризовата култура, бидејќи пролетните врнежи обезбедија доволно вода во акумулациите, а сончевото и топло време ја поттикна вегетацијата.